Почитувани гледачи, добро утро. На моја голема чест и задоволство ова петочно утро ви посакувам уште еднаш добро утро, директно од студиото на К3 телевизија. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Отстапуваме минути за темата на денот. Денешната тема за разговор ќе ни биде основањето, почетоците и самата скоро 25 годишна работа на ромската организација на жените од Македонија, наречена ДАЈА. Значи, прва невладина, непрофитна и непартиска организација на жените ромки со седиште во Куманово. Па чест и задоволство ми е да ви ги представам моите денешни гости. Господја Дилбира Камбировска, извршен директор. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и голема благодарност до вас што не поканивте, што одвоивте простор за да имаме можност да кажеме за нашата организација, бидејќи оваа година имаме јубилеј на 25 години, па за тоа уште еднаш ви се заблагодарувам што ни овозможивте простор да кажеме за нашата организација. Така, да го представиме и нашиот втор гостин, господин Пирица Спасовски, правник. Добро утро и за вас. Добро утро, добро ве најдовме. Ви посакуваме плодотворна работа денов, бидејќи е петок 13 како добар датум. Ви се заблагодарувам и од моје име, од име на организацијата, што одвоивте време за нас и што ни дадовте можност да се представиме со нашата организација, со нашите постигнувања, со проектите што ги започнуваме, со услугите што ќе им ги даваме на нашите граѓани, за да бидат подобро запознаени и да можат да дојдат во нашата канцеларија истите услуги и да ги добијат од наша страна. Господја Камбировска, во самата најава реков дека наскоро ќе се наполнат цели 25 години постоење на оваа организација. Какви беа почетоците? Можеме ли да се вратиме толку време наназад? На кој степен беше екот едноставно на оваа организација тогаш, а на кој е денес? Така, на 6 јуни 1993 се формиравме, што точно 25 години ќе наполниме и сме една од првите ромски, женски организации во Македонија, во Балкан, па може да кажам и во Европа. Убавото е тоа што можеме да се пофалиме и како ромска и како женска организација, што сме први во Македонија. И морам да кажам дека кога се формиравме, мислевме дека навистина е тоа многу тешко, жени ромки да работат во вакви организирани групи. Мислевме дека нема да успееме, знаејќи дека ние, жените ромки, бидејќи јас потекнувам од оваа заедница, дека тоа не го можеме, дека тоа не го смееме, бидејќи менталитетот, традицијата не ни дозволуваше и затоа и се плашевме да се организираме, но еве благодарение на група жени се договоривме, се формиравме и рековме дека мораме жените ромки да ги изведеме од дома, да им кажеме дека тие не се само за дома, дека имаат право на многу права и да ги информираме. И затоа првите чекори ни беа со средби, со чајанки, за да им кажеме дека постоиме, зошто постоиме. Да излезат од тој притисок на дискриминација. Така, да излезат од тие традиционални стеги.
Навистина имавме проблем со жените, многу тешко ги придобивавме, многу Предпоставувам тешко. бевте во многу помал број на самиот старт. Многу бевме малку. На почетокот моравме да почнеме од фамилиарниот круг, да си ги поканиме мајките, тетките, сестрите, комшивките. И така, чекор по чекор, почнавме со такви средби, па се договаравме да имаме работилници за здравство, па да имаме за правата, па да имаме ред, други работилници. Но сепак тешко ни беше да работиме, се додека не увидоа дека навистина сме им потребни, дека многу учат од нас, дека многу информации добиваат од нас и затоа почна чекор по чекор да доаѓаат самите жени. Кога увидоа дека и мажите дека навистина треба да постоиме, тогаш и почна и тие да ни даваат поддршка, што на почетокот беа многу против. Фрла со камења по нас. Тоа ќе ми беше секако следно прашање. Да, фрла со камења по нас, мислејќи дека тука се собрани жени без работа, без морал, без жени што немаат што да прават со себе, па се собираат тука. Но после увидоа дека навистина е гордост жени да се изборат и да си го добијат своето место во општеството, да им се чуе гласот, дека постојат, дека можат да се изборат. Еве, денеска сме ценети, сме почитувани како организации. Не има повеќе во Македонија, бидејќи ние бевме како пример. Имавме исто така проекти каде што ни беше целта да формираме повеќе женски организации, зашто сметавме дека една организација не може да направи промена, а ние не сакавме само во Куманово да направиме промени, сакавме во цела Македонија и затоа формиравме уште 7 ограноци, каде што има поголем процент на роми во градовите во Македонија. Формиравме ограноци каде што жените работеа и така заеднички со заеднички сили делувавме заедно во Македонија. И за наша радост, еве, дојдовме до каде што дојдовме на тоа ниво, не само во Македонија, него и во Балканот, и во Европа, и во светот знаат за нас. А што е најубавото, што бевме пример, па и во други земји се формираа многу женски организации, каде што немаше такви организации, исклучиво женски, постоеа организации, ама работеа се мажи, многу малку жени. И ние бевме позитивен пример и ни се јавуваа често од други држави за да им кажеме како да им дадеме насоки како да се формираат. И тоа е навистина убаво да работат жените, да се изборат и да дојдат. Не само формирање на една женска организација, туку вие сте им биле на некој начин и потик на сите жени ромки, како што напоменавме, да го пречекорат и оној степен на дискриминација, да си дадат и на себе до важност, рековте и дека еве и од нивните
дел од некои од нивните сопружници биле против самото тоа, но еве, 25 години со тие тешки чекори, вие се уште постоите и многу напредувате насекаде. Господине Спасовски, ајде вие како правник од еден правен аспект да ни кажете, на кој степен е политичкото јакнење на жените ромки во моментов? Сметаме дека за овие 25 години има многу постигнато. Дека нешто, например, е многу поместено на добра страна. Меѓутоа, има многу простор да се работи уште, да се работи напорно, за да се добијат резултати кои што ќе бидат задоволителни. Како организација сметаме дека не е тоа ниво што се посакува за жената ромка да биде видлива во општеството. Токму во минатите 2 години имавме проект на кој што работевме, тоа беше јавно и политичко учество на жената ромка. Како што истакна шефицата, ни беше намера жените не само да ги извадиме надвор од семејството, каде што се многу патриархални стеги, каде што не може да дојдат до израз, туку и активно да ги вклучиме и во политичкиот, меѓутоа општо во јавниот живот. Значи, жената ромка да биде видлива во општеството. Сметаме дека има многу капацитети, дека има жени кои што можат многу да понудат и на нив треба да се работи. Треба да се обучат, треба да се стекнат сознаење и вештини и потоа како готов производ да им ги понудиме на политичките партии или, например, на администрацијата, на државната, локалната администрација, за да може тие во нив да препознаат капацитети што може да ги користат. Жените ромки, например, имаме веќе со високо образование. Има голем број што се со средно образование, што може да заземат место и да одговорат на тие одговорности што се поврзани со тоа конкретна работна позиција. Затоа во целиот тој проект работевме први на почеток со инфосесии, каде што настојувавме да им ги пренесеме нашите потреби на проектот, да се представиме со кои активности ќе одиме, меѓутоа и тие самите да се препознаат кои ќе бидат заинтересирани и секако да имат и капацитет за тоа, за да може во нив да вложуваме 2 години, за да после на крај да имаме готов производ како што посакуваме. После тие инфосесии одевме со обуки. Започнавме први на обука за набидување на изборен процес. Кај нас се погоди кога сака. Во една година имавме 2 изборни процеси и за локални и за национални позиции во собранието, во командново и за градоначелник. И тогаш директно можеа тоа што го научија на обуката и да си го применат во практика. Многу они беа и набидувачи на изборни места. Откако завршивме со тоа, започнавме со прилагодени обуки и таму преку 7 дадени теми настојувавме тие сите да стекнат знаење како да лобираат, како да застапуваат. Први и најважно како да си ги препознаат своите права, па после и правата на својата заедница, за да може да се борат за истите. Тука имавме обучени надворешни експерти кои што беа врвни експерти во нивните области и тие им го пренесоа своето знаење на овие да би рекол млади девојчиња, значи млади жени, со тоа што на крај добија и сертификати кои што ќе им посведочат, меѓутоа многу од нив си го стекнаа знаењето кои што си го применуваат реално во животот. Така, веднаш на следните избори што беа на локално ниво, имавме од нашата група кандидати на листа за советници. Имавме некој, например, една од нив што беше така меѓу поизразените активисти во групата, таа се вработи во кабинетот на министерот без ресор. Значи, веднаш што се види, беа препознаени од околината, беа препознаени од политичките партии и некој, например, од нив си најдоа свое место. Сега, тоа што беше до нас да ги подготвиме, завршена работа. Сега нив им останува само да се пробиваат во животот. Значи, она прво иницијално од наша страна го добија, сега понатаму самите ќе треба да си го прошируваат, да доградуваат знаењето, меѓутоа и да се борат за нешто повеќе во животот. Така, вие сте правник во бесплатна правна канцеларија. Да. Дека така. Имаме канцеларија за бесплатна правна помош. Таа функционира до 10 години назад. Колку време вие сте правник во ова друштво? Јас сум тука од 2011 година, а самата канцеларија од 2005 година. Во меѓувреме имаше различити проекти со различити донатори, меѓутоа канцеларијата си одржува континуитет, така да работиме на бесплатна правна помош. Ние сме ромска организација, меѓутоа работиме како отворена канцеларија, никош не сме вратиле никого. Така да, например, негде имаме дека мора да биде само припадник на ромската заедница, секој што доаѓа кај нас е услужен во рамки на нашите можности.
Значи тоа што можеме да го понудиме, радо го даваме на нашите клиенти, затоа што нашата како целна група за ова бесплатна правна помош се луѓе со приматели на социјална парична или постојана парична помош од нашиот центар, понатаму луѓе жртви на трговија со луѓе или жртви на семејно насилство, хендикепирани личности. Значи оние луѓе кои што спаѓаат во ранливи групи и кои што, например, доаѓаат кај нас затоа што понекогаш им е потребно иницијално правен совет или пак, например, веќе навлезено во процедурата, па што како некој документ да им се изработи, да им се помогне, за да си ги остварат своите права кои и законот им го дава. Значи, бројот на членките пред се рапидно расте. Господја Камберовска, до каде сте со тековните проекти? Што е она што ви е на програмата за сега? Па видите, сега имаме најнови проекти што стартува од 1 април. Тоа се проектите од тоа се субгрант проект во надвор од кругот, невидливи во општеството. Носител е ИНСОК од Скопје. Овој проект ќе трае 9 месеци. 9 месеци каде што ќе треба да ги регистрираме ромите што се без документи. И нашата задача е да ги упатиме, бидејќи нели сега најново што го имаме од Министерството за труд и социјала, дека тие ќе им обезбедат сите документи, тие ќе финансираат и наша обврска е да ги регистрираме таквите луѓе и да ги упатиме до надлежните за да можат да си обезбедат документи. Сметаме дека во Куманово ги имаме доста и Така тие луѓе се надвор од општеството, тие не уживаат никакви права, без едноставно документи. не се евидентирани никаде. Да. Така, на кој степен е, господина Спасовски, состојбата со личните документи? Сметаме дека во Куманово има голем број на лица кои што се без лична документација. Тие реално постојат, ги сретнуваме на улицата, меѓутоа правно не постојат. Тие, како што ги порано нарекуваа фантоми, имаат проблеми со законот. Зошто се случува тоа? Мислам дека е подлабок проблемот и дека им се влече со генерации наназад. Значи, може би сега веќе зборуваме за некои 2 до 3 генерации на луѓе без документација во едно исто семејство. Значи, може да дојдеме во ситуација во една иста куќа, дедо, татко, син, внук, да немаат лична документација и мислам дека проблемот веќе почнува од самостојувањето на Република Македонија, кога наместо да си ги стреат документите, да си префрлат на македонско државјанство, многу од нив не го завршиле тоа и сега реално останале да живеат во Македонија. Тие функционираат во Македонија, меѓутоа ги нема во системот. Тие имаат проблеми со полицијата, например, често се приведувани затоа што не можат за почеток да го докажат идентитетот. Например, некои од нив имаат единствено извод на родени. Тоа не е никаков доказ затоа што им се бара со слика. Така да сега сакаме конечно овој проблем да се реши, затоа што се провлекува долг низ години. Во меѓувреме имавме консултации со Министерството за внатрешни работи, со Министерството за правна, управата за водење матични книги, дека постои проблем, дека не смееме да вртиме глава од него и дека ќе мора да почнеме активно да го решаваме. Сега ова е добра ситуација што сега се поклопија коцките. Започнуваме со проектот што го нагласи шефицата, сакаме тие да бидат видливи. Значи сега се некои маргинализирани, што би рекле во сенка. Сакаме да им дадеме лице, сакаме да излезат во јавноста и да го добијат својот идентитет како луѓе. Ние го осмисливме проектот дека ние би им помагале во самата документација, дека би работеле со нив паралелно, меѓутоа по овие измени сега што самата држава ги понуди, да се повеќе активираат државните институции, сега наша улога ќе биде да ги регистрираме на терен.
да ги најдеме тие случаи, затоа што многу да одив често не знаат кои им се прават и како да си ги остварат. Значи, ние ќе работиме теренски од врата до врата. Значи, ќе ги посетиме сите ромски населби, сите ромски куќи. Сакаме да го најдеме секој дете или секој човек без документација и нема да само да ги упатуваме, него ќе ги причекуваме и таму. Значи, ќе им дадеме максимално нашата помош до шалтерот во матичното. Понатаму си презема самата држава. Значи, државата сама се истакна дека доколку се сиромашни, доколку се социјални случаи, ќе ги плати таксите, ќе плати ДНК анализата. Не е спорно тоа. Значи, наше ќе биде само да ги придружиме до вратата на институциите, каде што ќе си ги презема државата. И сега ќе настојуваме да не остане тоа само на празни муабети или ветувања, него едноставно тоа што ќе го ветиме и што ќе го и на луѓето, меѓуто и државата што ќе го вети исто, да го изгураме до крај, за да се заврши овој проблем и што велиме да ги доведеме до право на глас. Значи, да бидат полнолетни, да си добијат лична карта, пасош и да можат веќе да функционираат во оваа држава. Затоа што сега или не се невработени, или пак работат тешки физички работи за да го обезбедат семејството. Тоа не смееме да го дозволиме затоа што на долг рок се назадува самата заедница. Значи, нема просперитет за заедницата. Затоа сакаме да им пружиме еднаква можност на сите, сега веќе останува да нив понатаму. Така, докаде е реализацијата, господја Камберовска? Вие кога веќе почнавте за овој проект да слушнеме и од вас? Па еве сега тек почнавме од 1 април и стартуваме со проектот. Уште што е она друго? се припремите за за стартување. Господин Спасовски еве веќе напомена дека ќе ја имаат сета потребна помош. Уште еднаш да го нагласиме, она дури до шалтерот ќе бидат однесени за да ја средат таа ситуација. Што рековте навистина, денес, во денешно време, 21 век, 2018 година, не се евидентирани никаде дека постојат воопшто во ова општество. Што е она друго што вие плани програма за овој период? Па видите, вториот проект е исто така финансиран од Национален ромски центар. Проектот се вика Да живееме и учиме заедно. Проектот е за дискриминација на децата роми, каде што сакаме да укажеме дека и ромските деца треба да бидат еднакви во училиштата, бидејќи знаеме дека постои дискриминација. Така. Знаеме дека децата уште од мали нозе се соочуваат со такви проблеми, го губат моралот во прво деление, бидејќи не се прифатени од неромските деца и затоа сакаме да поработиме малку со училиштата, со институциите, со неромските родители, да им кажеме дека пред да појдат нивните деца на училиште, дека треба да разговараат со нивните деца, да им кажат дека кога ќе појдат на училиште, дека ќе се сретнат со други деца, не можам да кажам различни, тие се исти, за мене се исти, но може би по изглед, по бојата се различни и многу е важно родителите како да ја разбудат свеста кај децата уште од мали нозе, уште од предшколската возраст. Ако им кажат нивните родители дека и тие се деца и дека исто и тие исто функционираат, исто се исто. Тогаш мислиме дека децата нема да прават разлика, нема да ги дискриминираат, нема да ги одвојат своите другарчини. Така, вие значи ќе направите некоја јавна дебата на таа тема. Дали веќе имате во предвид со кои училишта би било тоа? Да, имаме во предвид со 5 училишта во Куманово, каде што има поголем број на деца роми. Тоа се
училиштата браќа Миладиновци, Крстен Мисирков, 11 октомври, Христијан Карпуш и Толи Зордомис, каде што тука има поголем број на ромски деца и Едноставно ќе дебатирате тука на таа тема. да, ќе дебатираме, исто така ќе дебатираме, ќе разговараме, ќе имаме предвидено средби со институции каде би сакале да разговараме, да видиме што може да се промени, да се преземе нешто за да не дојдеме до такви несакане ситуации, бидејќи сме имале такви примери каде што ни се случувало родителите да си ги повлечат децата каде што има поголем број на ромски деца, да си ги повлечат и да не ги оставаат да учат со нив. И затоа сакаме да малку поработиме со нив, да ја промениме свеста, да смениме, бидејќи ние сакале, не сакале, мораме заедно да бидеме. Сакале, не сакале, мора да се почитуваме, да се цениме и да ја искорнеме таа дискриминација и предрасудите и ред. Ги мотивирате едноставно да се некако да се премине преку таа нееднаквост која што за жал се уште постои, да го завршат своето образование. Еве како што рече господинот Спасовски, се повеќе има кои што се запишуваат и на факултети, што на вистина порано тоа не беше случај. Многу влијае тоа кај малите деца, уште од старт, ако го изгуби моралот за учењето, тогаш многу тешко да го натераш детето да продолжи со образование, бидејќи штом не е прифатено, штом е понижено, штом е дискриминирано, а децата тоа многу го осеќаат и тие го губаат моралот и не можеш да очекуваш резултат од тоа дете. А кога е прифатено, кога имаме ние случаи каде што имаме деца што се прифатени и тоа е убаво чувство кое зборуваат, не, јас не сум била, мене ми е многу било убаво со моите другарчиња, јас секогаш бев прифатена. Ама има деца каде што обратното го кажуваат, каде што го губаат моралот за училиштето. И тие многу тешки моменти се и затоа мораме да работиме, мораме да го искорениме тоа, бидејќи е тоа за доброто на сите нас. И на некој начин ги мотивирате и да останат овде, да нема оние иселувања, да со тоа што тие си добиваат значајно место во општеството, таа нееднаквост пак да ја повториме по не знам кој пат, да се премине преку тоа, тие остануваат овде во оваа држава. И тоа е еден многу голем чекор. Господине Спасовски, да додадете нешто во врска на оваа тема? Сметаме дека дискриминацијата постои во Македонија, ние ќе се бориме против неа да биде намалена. Свесни сме дека не можеме да искорениме, меѓутоа сега ќе работиме на проект тоа да не постои кај децата, кај најмалите. Сакаме да вратиме на тоа време, например, кога сите ќе се сметаат како рамноправни. Еднаш прочитав една убава мисла, дека сега децата во училиште одат македончиња, албанчиња, ромчиња, срби. Самиот автор на мислата рече, во мое време одевме деца на училиште. Значи, немаше таа поделба. Ние сакаме да го вратиме тоа повторно. Значи, тие да не се делат на етничка припадност, само да се делат на другарчиња, школски и така. Сега сакаме со овој проект да одиме малце на покачување на свеста. Од една страна на децата, затоа што тие секојдневно се заедно, од друга страна свеста кај нивните родители. Затоа што сметаме дека превентивно ќе реагираме ако се промени свеста кај возрастните, за тие тоа да го пренесуваат кај децата. Децата уште се она празна табла на која што ние возрастните треба да пишуваме. И затоа да не дозволиме, например, некој од надвор да ни диктираат, туку самото наше општество, самата наша заедница во Куманово треба да
диктира да одиме на развиток на тоа мултикултурализам или таа различност да ја прифатиме затоа што не сме сите исти, да го прифатиме тоа, меѓутоа секој од нас вреди. На секој треба да му дадеме можност да дојде до израз. Како што спомнавте, имаме голем одлив на нашето население во странство. Треба си ги задржиме тука, меѓутоа на сите треба да им се дадат услови за да останат тука. Не можеме, например, да бараме некого што прима социјално или што пребарува по контейнери. Да кажеме дека мора да остане тука затоа што нема услови за опстанок. Значи, едноставно ќе мора да се среди семо нашиот систем за да добијат место, за да се сметат како рамноправни наши граѓани и после да бараме од нив, например, да напредуваат во корист на заедницата. Да даваат допринос, да се истакнуваат себе си, меѓутоа да ја гураме и нашата заедница напред. Предлагам да направиме една кратка музичка пауза, па се враќаме за да продолжиме со разговорот. Одиме со музика. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. The others, they don't like us. Yeah, I know. Why? I tried carrying the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get the chance to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. 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 I didn't know. Get up, pack your things. Where are we going? Somewhere we belong.
Еве сме повторно назад во студиото и продолжуваме со разговорот. Господине Спасовски, вие напоменавте меѓу останатото дека во теки еден мировен корпус имате еден волонтер. Од каде, од кога точно? Можеме да ви се пофалиме дека сега сме во мрежа на организации во Македонија кои што имаат волонтер на мировен корпус во своите редови. Моментално ние имаме волонтер од Америка, поточно од Алјаска, од далечната Алјаска, одека малку не може да се прилагоди многу и топло. Имаме тука започна со работа кај нас на 4 декември 2017 година, ќе остане 2 години кај нас. Таа ни е доделена од страна на Мировниот корпус како експерт за изработка на проекти и нејзина работа ќе биде да не остручи, да не подготви, за да можеме после со појачани капацитети на организацијата поубаво да напредуваме, поубаво да работиме на изработката на проекти и понатаму на нивната имплементација се до крајот, се до поднесувањето на извештаите, затоа што сметаме дека навистина имавме среќа со жената што ни е доделена и дека едноставно таа експерт која што може да ни го пренесе успешно своето знаење. Од неја многу имаме научено овие неколку месеци, тоа истото ќе продолжи во понатамошниот период додека е таа тука. Пред недела две имавме заедничка обука во Скопје, каде што од една страна беа волонтерите на мировен корпус, мислам дека се 50 во оваа група, и од друга страна сите нивни организации домаќини кои што ги прифатиле, кои што веќе работат со нив, и имавме една заедничка обука фактички да не приближат подобро едни со други, ни даваа можности да работиме во парови, подобро да се разбираме меѓусебно, затоа што мислиме дека тоа во корист на самата организација. Значи, тие одделиле своји средства за да ни овозможат лице кое што ќе ни помогне во изградбата на нашите капацитети. Затоа сакаме и да поздравиме нашата волонтерка. Благодарам. Поздрав за неа од сите нас. Господја Камберовска, сега вака кога ќе се навратите на нас за тебе, мене лично можам да кажам големо задоволство ми е кога разговарам со вас. Дали сите оние цели кои што ги имавте замислено на самиот почеток на основањето на оваа организација се исполнети и се уште не застанувате, еве, како што се гледа и според она? Не, видите, ние нема да застанеме. Ние мора да продолжиме, бидејќи сметаме дека се уште не сме стигнале нашата цел. Нашата мисија и визија уште од почетокот на нашето формирање е таа и нема да ја промениме се додека замислената цел што ја имаме не ја постигнеме. Навистина многу години се тоа, 25 години работа, но гледајќи во каква состојба беа жените, до каде стигнавме, имаме напредок, но треба уште многу да се работи. Многу споро ни одеше, бидејќи требаше многу да се вложиме за да го достигнеме ова до сега. Многу е тешко, бидејќи традицијата, менталитетот, жените необразовани, мажите необразовани, прво ни требаше многу време додека да не разберат зошто постоиме. Ни требаше многу време додека да ги убедиме жените прво жените. Многу беше проблем со жените да се разбереме, бидејќи сметаа дека жената треба да е дома, дека жената нема кај да оди и нема зошто да излези да шета. Плюс со мажите што имавме проблеми. Значи, тука многу време изгубивме додека да ги убедиме дека тие имаат право на своите права, дека имаат право исто како и нивните мажи. И затоа мораме да одиме чекор по чекор. Етапно, да. Етапно да одиме за да промениме нешто.
но јас можам да кажам дека се гордеам од 93 година од како се формиравме, кај бевме, сега работиме на политичко јакнење кај жената ромка, што тоа беше баук за жените. Кога не смеевме ни да помислиме на такво нешто, бегаа сите и мажите се бунеа, што бе, какви жени, што зборувате жени во политика. Жените се за дома, да чуваат деца. А ние тоа го постигнавме. Или па жените излезат 3 дена да се отсутни, да одат на семинар, тоа беше многу страшно. Жените дојдат во бесплатна правна канцеларија, да си ги кажат маките, да зборуваат отворено. Тоа беше многу страшно порано, тоа не смеевме 94-95 година, не смеевме ни да помислиме на такво нешто. А сега тоа веќе го има. Тоа веќе сега жените слободно се движат, слободно излегуваат, сега ни се јавуваат кога ќе имаме семинари за да одиме на семинари, на обуки. Девојки, млади, што порано беше тоа, не ги пуштаа ни на училиште женските деца, а сега женските деца дипломираат, дури поголем број женски деца дипломираат него мачките. Толку се, значи, има пресврт на комплетната ситуација. Да, одговорни женските деца. Јас се гордеам. И имам со што да се гордеам, бидејќи имаме постигнато резултати. И големо задоволство е да кажам дека постоиме 25 години. Задоволство е да кажам дека обстанавме во цел период, обстанавме, се изборивме и сега сме гласни, ни се слуша гласот. Сега знаеме да се бориме, ние имаме многу јаки девојки, имаме многу јаки жени, имаме во институции жени вработено, каде што можат да се носат со било какви проблеми, можат да бидат на еднакво ниво со било која друга жена. И тоа е гордост. Тоа е гордост. И треба да се гордеете. Гордост е што секаде бевме први. Први почнавме со политичко јакнење во Европа, како жени ромки. Први сме што отворивме правна канцеларија за да можат жените ромки да дојдат отворено да дискутираат и да си ги бараат своите права. Тоа исто за нас е голема гордост, што секогаш на се што го имаме сработено, бевме први и во Македонија и во Европа. Горди сме што излегаат кај нас 10 генерации деца, имавме градинка каде што сега завршуваат средни, па имаме деца што се на факултет, што излегаат кај нас од градинка. Имаме деца што од градинка добива секогаш први награди во градот, што било која манифестација, било кој надпревар да имаше, тие добива прва награда. Вклучен едноставно во сите проекти во општеството целокупно. Така, и јас да знаете дека многу се гордеам со тоа, се надевам дека ќе продолжиме така, ќе смогнеме сили, уште ќе работиме, но уште повеќе посакувам да дојдат нови, да продолжат, јас бидејќи нема да бидам вечна, планирам да си заминам, веќе тоа се многу години и се надевам дека младите ќе продолжат и ќе се изборат и да дојдат да ја постигнат
таа единствена цел што ја имаме и што ја посакуваме жената ромка да биде равноправна со другите жени. Господине Спасовски, да додадете нешто за самиот крај на емисијата, тука некаде би бил и крајот? Па само да дополнам шефицата дека како што рече таа тркалото на промените е започнато. Значи тоа што го започнале патот да го одат тие, ќе им остане на младите генерации да го продолжат. Значи никош не можеме да кажеме дека се е супер, дека се е на задоволително ниво, дека тоа е тоа. Значи едноставно секојаш има секојаш има место за нови промени, за нешто ново. И сега само например на да им дадеме можност на тие идни генерации да го дадат својот допринос. Да ја градат заедницата онака како што тие сакаат да ја видат. Значи низ своите очи да ја дадат свој печат. Значи нешто да остават зад себе, например како што шефицата што рече, нивната генерација дала свој допринос. Значи нивната генерација ќе ја памтат по почетокот. Некои други ќе треба да ги памтиме по продолжеток, не по крај. Така. Ви благодарам уште еднаш за тоа што одвоивте дел од вашето време и што бевте дели од утринската програма на К3 телевизија. Се надевам дека ќе се гледаме и во иднина и ќе разговараме за сите проекти кои ќе ги остварувате. Благодариме на вас. За поканата. Почитувани гледачи, секој човек се раѓа како табула раза или неиспишана табла, а ние сме оние кои што самите бираме што ќе пишуваме на неа. Ви посакувам да имате убав ден, се надевам дека уживавте во ова издание на утринската емисија Нов ден. Се гледаме во понеделник во исто време.